Јас сум Лука Михаилов од 4-то одделение и денес ќе ја преракажувам лектурата Сказка за детето Вилен на моите другарчиња Силвија и Никола. Вилен е доброто дете кој тргнало кон големата река за да тргне на татко му сиромаштијата од врат. Кон патот на големата река го среќавале разни препреки и разни луѓе и морал да ги помине за да дојде до големата река. Прво, кога тргнал, го сретнал воденичарот. Тој бил гладен и седнал со него да јаде лепи сирење. Кога и воденичарот му рекол дека го потсетува на неговото дете Ладе, кое тргнало исто така кон големата река, но веќе не се вратило 1 година. Потоа Вилен си го продолжил патот и стигнал до земјата на лошиот бал. Тој е голем човек со многу дебел глас кој го затворил Вилен во соба со многу деца. Таму не смеело да се зборува, но требало да му го одржават дворецот на бал, бидејќи тој бил многу богат и ако тие зборувале, тој ќе ги тепал. Потоа, еден ден, кога завршиле со работа и седнале да јадат, Вилен прошепотил на едно дете: "Здраво, како се викаш?" И тој рекол: "Јас сум Ладе." И Вилен рекол дека ќе му помогне да избега од дворецот и дека ќе го пушти да оде кај неговиот татко, бидејќи се сетил на воденичарот, детето му се викало Ладе. И следниот ден, кога станале, тие отишле да работат на дворецот, но скришно избегале од дворецот и Вилен и Ладе избегале од дворецот на лошиот бал. Потоа Вилен му рекол: "Оди си дома, татко ти те чека веќе 1 година." Ладе си отишол дома, а Вилен си го продолжи патот кон големата река. Кога Вилен стигнал кон големата река, многу врнало дожд. Тој се набутал под едно шушливо дрвло и чекал дождот да престане да врне. Потоа, кога дождот престанал, тој отишол до големата река и ја нашол зуницата, но на жалост не ја фатил како пие. Тој ја гонел, но не успеал да ја фати како да пие. И на крајот Вилен сватил дека парите не се заработуваат со магија, туку се заработуваат со многу работа и многу труд. И ви ја препорачувам на сите да ја прочитате, бидејќи е многу лесна и многу интересна.